Каков е ефектот од протестот денеска одржан пред просториите на Општинскиот комитет на ВМРО? Ефектот, како можем да кажем, револтира народ, најде на затворени врата, значи не смеев да излезев на очи на нас, значи не смеев вистина на очи да ја согледат од страна на ВМРО, така што имаше и едно слушување на еден стечајен работник, му се слошах, што е хоспитализиран, значи, во болница. Пред, откако е, значи, господин Груевски излезен да каже предлог закон, секој ден се случуваат такви работи, значи, кој мождан удар, кој срцан удар, значи, луѓе падат фактички како крушка болуваат. Така што ќе излеземе, значи, еден ден со конечна бројка и ќе му кажеме на господина премиера што е исход од негов предлог закон. Вие добро знаете дека во Куманово 11 душа беа обештетени со овај закон од 2008. Све су акционерски друштва што остануваме, значи, на 11 тие душа од 2008 година, така што сака фирме да нам ги прода, да не нам да ни динар, значи може акционерско друштво да га прода, а не може да обештети. Така што нема да посустанемо, шатори наредна неделја се надеваме дека ќе успееме да ги поставиме пред влада и ќе наставиме со протести. Ќе наставиме со протести и пред општински комитети, и пред пратеници, и веќе смо во понеделник пред куќу на пратеник Јордан Пачков и јас ќе му поручам на Јордан Пачков да не ги учи стечајни работници, да ја остави Лиљана, па тогаш да ги поможе. Еве јас ќе се тргнем сам. Нека ги обештети овој категорија на работници, нема да чуев ни од Лиљана, ни па да ме видим некогаш во јавност. Ама нека ги обештети стечајни работници. Ако не се обештетив, и така ќе ја чуев и Лиљана и покрај Лиљана.